мене ме запрепасти бројот од 6,6% на извршени одлуки, а другото неизвршено. Во овој број, тоа е на страна 33 колку што јас успеав да видам, значи во овој број највеќе влегува пријателското спогодување, кое што сакале или не сакале, мораме да признаеме дека тоа не представува некој проблем. Јанева беше на почеток проблем, заради тоа што одреден износ од камата не беше исплатен, меѓутоа кога се парични средства на прашање, нема проблем и тука е значи бројот 6,6 каде што стварно нема проблем во извршување. Што станува со другите предмети? Што станува со оние предмети кои што во суштина не се извршени? Јас себе ќе посочам две-три прашања кои што мислам дека ќе можат по-конкретно да ја сватат важноста на ова што е денеска започнато и потребата понатаму да се работи на овој проблем. Значи да се гледаат пресуди, да се дава некое мислење од стручната фела и се разбира Министерството и комисијата да ги прифаќа тие гледања и да постапува, имајќи ги во предвид особено во оној дел што значи легислатива. Се повеќе и повеќе се наметнува прашањето на ефективен правен лек во отстранување на непостоење на единствена судска пракса. Од почеток уште е веќе укажано на некои предмети дека Врховниот суд е тој кој што има проблеми со изедначување на судската пракса. Се спомна БЗЗ-то дека е отстрането и се направи споредба со другите источноевропски земји. Тука ја не би се сложила заради тоа што не е апсолутно исто, како кај другите земји, значи ние имаме овде можност за елаборирање и она што особено беше важно што преку можноста на БЗЗ-то се правеше или имаше еден правен лек за изедначување на судската пракса. Сега фактички кај граѓанската постапка тоа е апсолутно голем проблем и покрај тоа што согласно ЗПП, Законот за парнична постапка, постои можност апелационите судови да укажат на тоа. Меѓутоа, што станува кога не е уедначена судската пракса кај Врховниот суд? Последната одлука против Македонија на некој начин укажува на тоа, каде што станува збор за неуедначена судска постапка кај апелациониот суд. Меѓутоа, ако не се најде во многу кратко време некој правен лек кој што ова ќе го отстрани, мислам дека ќе имаме големи проблеми, кое што е врзано за работа на судовите, па и ако сакате врзано за независност и непристрасност.